Почна постапката за брендирање на виничкиот мед, односно за виничкото подрачје како посебно медоносно подрачје во регионот. Можноста за ова е резултат на специфичната виничка флора, која е оценета како исклучиво медоносна. Нашето подрачје е карактеристично по богатството, има мајкина душица, има доста драка, имаме ливадска детелина и медовите се релативно од чиста средина, бидејќи виничкиот мед и околината на Виница, ние дека ги носиме пчелите, претежно е планинско подрачје. Карактеристичната паша му дава карактеристични специфики и на медот. Две органолептички анализи, а тоа се испитување на органохлорни пестициди и органофосфорни пестициди во остатоците во медот. Сите анализи покажаа дека медот во Виница, во нашиот виничкиот регион, е со многу голем квалитет и почнавме да вршиме презентација. Сепак што брендирањето значи за самите пчелари? Самото брендирање како процес, нас пчеларите како прво ќе не заштити од она нелојална конкуренција, како да кажам, бидејќи релативно цената на медот е нешто вредно и самиот мед е вреден производ и доста настојуваат да го фалсификуваат со разни примеси, гликози и други работи. Постапката за брендирање на подрачје е скапа, па за таа да се спроведе до крај на пчеларите им треба помош и од општината. Ние ќе пробаме да најдеме некаде околу 15.000 евра, мислам дека чини брендирањето, ќе пробаме и преку бизнис секторот и со учество на општината и со учество на пчеларите да успееме да го брендираме виничкиот мед. Инаку во Виничко има околу 4500 пчелни семејства, од кои лани се добија 45 тони мед, односно во просек по 10 килограми од кошница. До сега виничкиот мед се докажал на многу меѓународни саеми за квалитет на мед. Само лани виничани дома се вратија со 15 медали, од кои 9 златни и по 3 сребрени и бронзени. По Штип со пастрамајлијата и Кочани со оризот, Виница е третата општина од регионот која го заштитува својот карактеристичен производ. Останува тоа во иднина да се направи и со малешевското сирење и модра слива.